Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Инфорегион. По пауза од 2 недели, поради годишните одмори, се враќаме со нови содржини и со нови интересни теми од целиот регион. Ова емисија ќе ја започнеме со една доста интересна тема, а таа е поврзана со планинскиот маратон, наречен Крали Марко Ултра Трейл, кој што овој викенд ќе се одржи во градот под Марковите кули. Имено, викендов во Македонија ќе се одржи најдолгата трка во планинско трчање, која што е долга цели 90 километри. Предвидено е учесниците на оваа трка да започнат од амфитеаторот во населбата Варош, каде што се наоѓаме сега, и да трчаат цели 90 километри. Ќе започнат да трчаат во 23 часот вечерта во саботата и предвидено е да завршат околу 23 часот наредниот ден во неделата. Исто така ќе погледнеме една доста интересна тема, односно интервју со Стефан Петровски, еден млад ентузијаст од Битола, кој што има идеја да ги фотографира и да ги сними сите населени места во Македонија и да ги стави на неговиот сајт, насловен како moirodenkraj.com.mk. Исто така ќе ги погледнеме и најновите инвестиции кои што се изведуваат во образованието и спортот во општина Прилеп, како и најновите инвестиции кои што моментално ги изведува јавното комунално предпријатие Водовод и канализација од Прилеп. Останете со нас. Како што и претходно најавивме, овој инфорегион ќе го започнеме со разговорот со еден доста интересен настан кој што секоја година веќе традиционално се одржува во Прилеп, а тоа е планинскиот маратон насловен како Крали Марко Ултра Трейл. Оваа година овој маратон е поделен на 4 дела, односно на 4 трки. Првата трка е наречена Трескавец трейл, која што е долга 16 километри. Учесниците на таа трка тргнуваат точно од ова место, односно од амфитеатарот во населбата Варош, се упатуваат кон манастирот Трескавец и потоа се враќаат тука повторно во амфитеатарот. Втората трка е наречена Камена баба и е долга 31 км. Учесниците исто тргнуваат од ова место, но потоа од манастирот Трескавец се делат и слегуваат кон селото Дабница. Потоа се упатуваат кон местноста Кукул и од Вештачкото езеро повторно се враќаат во населбата Варош. И најдолгата трка, која што е можеби и една од потешките трки кои што во планинското трчање кои што се организираат во поширокиот балкански простор, е наречена Крали Марко Ултра Трейл и е долга 90 километри. Последната трка е наменета за најмладите, за дечињата кои што ќе трчаат околу 1 километар, започнувајќи од тука исто од амфитеаторот во населбата Варош, па се до манастирот Архангел Михаел и потоа повторно ќе се вратат тука. Но повеќе околу овој настан ќе поразговараме со моите двајца соговорници, Мери и Александар. Ќе започнеме прво со дамите, имаат предност. Мери, овој маратон е наречен Крали Марко Ултра Трейл по една легендарна личност, а тоа е Крали Марко, кој што е символ во нашата историја на храброст, на сила и така натаму. Колкава сила треба да се трча на еден ваков планински маратон? Треба ултрадисциплинираност пред се, ултрадисциплинирани тренинзи, начин на живот, биоритам, се да биде ултрадисциплинирано. Храброст треба исто така, посветеност, многу сила. Треба сила, да, многу сила треба. Колку време се занимаваш со планинско трчање? 10 месеци се занимавам. Пред тоа се занимавав со велосипедизам и со планинарење. И со кучкарство. Како започна баш љубовта кон планинското трчање и зошто? Јас откако знам за себе, сум чувствувала љубов за планините. Секогаш сум била на планина, ама никогаш до сега не сум се обидела да трчам. Всушност јас никогаш во животов немав трчано и прво па мушко на планина почнав да трчам. Ми тргна така, ме исполни тој спорт и добив многу поддршка од Александар, кој што можам да го наречам тренер. Навистина многу ми даде поддршка, ме воведи во тој спорт, ми ги откри сите тајни начини на кои што треба да тренирам и така натаму. На која трка ќе учествуваш сега? На ултра, на 90.
До сега немам учествувано на 90 километри. Прв пат во животот ќе трчам 90 километри. Имам учествувано на две трки од по 50 и 55 километри, на една од 34 километри, Skyrunning то беше, и на една од 21 километар. Кои се твоите надежи? 90 километри се сепак многу. Да, многу се, ама јас се чувствувам спремна и сум спремна. Здравие Боже, нешто непредвидлив X фактор настана ако се случи повреда, нешто така, инаку мислам дека се друго би требало да биде во ред. Колку време се подготвуваш за оваа трка? Па ви кажав 10 месеци вкупно трчам, 10 месеци се подготвувам. На други трки каде имаш учествувано? Имам учествувано, мојата прва трка беше тука во Прилеп на селечка на Момата Rock Trail, потоа таа беше 21 километар, потоа на Трансилванија Ултра, таму трчав на Карпатите, заедно двајцата бевме, на 50 километри. На Момата го освоив првото место, во Трансилванија го освоив третото место, се изненадив, не очекував дека толку добро ќе заврши. Потоа на Шарпланина Sky Race учествувавме, таму првото место пак го освоив, и на Персенк Ултра на 55 километри на Родопите второ место освоив. И сега ова ми е петта иди трка, да, на 90 километри. Не можам да предвидам точно. Никогаш не сум трчала толкава дистанца како ќе се чувствувам во 70-тите, 80-тите километри сепак. Како што и претходно кажа, освен физичката подготвеност, потребна е и голема психичка подготвеност. Кога трчаш, а ја губиш силата, чувствуваш дека ја губиш, како си даваш мотив психички дека ти мора да истрчаш уште 10-20 километри? Каква е таа состојба, дали можеш да ни опишеш со зборови? Не можам да ви опишам со зборови, не размислувам во тој правец, ми се нема случајно така. Да, некогаш се намалува силата, мислам малку ќе го намалиш темпото на трчање на одредени угорници, vertical kilometers, и ќе одиш некаде и со 4 екстремитети треба да одиш, не станува збор за трчање. Едва и се искачува, многу е вертикално одредени места. Не можам да ви објаснам. Одвнатре иди. Има пунктој на 8, на 10, на 12 километри на секоја трка. Има пунктој со напитоци, со храна, одредени тркачи ако се повредени, има места со брза помош, му ги санира повредите, ама многу сила чувствува и енергија сите тркачи, сите и дури и повредените, со последни сили се труда да ја завршат трката. Тоа е многу убаво чувство. Тоа се доживува само горе на планините, на сред трка. Сретнуваш некој со повредени нозе, едва оди и пак ја довршува трката. На ваквите трки има ли паузи или не? Трчаш од стартот до целта? Ами ако паузираш ќе ти помини времето, ти можеш и да си заспијаш, ама не би требало да паузираш. Сега ако те фати криза, секогаш некој може да го фати криза од X причини, малку ќе одмора. Сум видела на трка од 160 километри кај што си преспива. Од типа 160 километри се многу долго. Храна треба, па не смеш ни многу да се најдиш, што ти нема да можеш па да трчаш. Баланс треба да држиш некој. Одвнатре иди. Со среќа овој викенд. Хвала. Александар, како што кажа Мери, ти на еден начин си незиниот тренер, односно кој што ја внесе во овој спорт. Колку години се занимаваш ти со планинското трчање? Јас за планинското трчање дознав пред година и пол за Крали Марко. Значи, со овие трки година и пола, инаку по планини си трчам може 15 години. Сум така рекреативно, нон-стоп по планини. Како започна таа приказна, трчањето и планините, да ги споиш во едно? Па од секој што сум сакал планиниве сум ги сакал и Значи почна љубовта со планините, па потоа дојде и трчањето. Ја прашав и Мереве и тебе, колку е тешко да се занимава човек со овој спорт и што е се потребно? Па доста е тешко, најпотребно е сепак тренинзите.
колку повеќе на тренинзите, појаки тренинзи правиш, то ќе ти биде полесно на трката. 70-80% фактор се тренинзите, ја мислам. Колку тренинзи имаш ти во текот на неделата и по колку часови траат? Па скоро секој ден, значи најмалце 6 тренинзи секако може на ден, зависи кога како да даме одмор. За траењето од под 10 километри не се тренинзите. Каде ги изведуваш? Па најчесто на планини. Тука во околните планини во Прилеп или одиш на други места во Македонија? Најчесто околните, може да појдем и на Пелистер, некој се случува Солунска глава и така. На која трка учествуваш ти од овие 4 што ги направивме? Сега учествувам ова година на 31 километар на Камена баба. Нема придружба да бидеш на 90 километри? Сепак решив 31 годинава. Лани исто трчав на 31 и сакам да си го подобрам времето и така. Дали има учесници и од другите држави на оваа трка или само учесниците се од Македонија? Има и од други земји, мислам дека има од 15-20 различни земји на сите трки. И годинава интересот е многу поголем од претходните години. Годинава, како што знаеме, оваа трка се бодува со 4 бодови, бидејќи е влезена во таа светска асоциација за трчање, International Trail Running Association, и носи 4 бодови за онаа трка на Монт Блан. Монт Блан, да. Дали со тоа би се зголемил интересот да дојдат што е можно повеќе надпреварувачи тука? Па секако дека ќе се зголеми интересот. 90 километри е сепак атрактивна оваа патека за од страна што се надпреварувачите и тие сепак бара поголеми дистанции вакви од километри за да дојде да учествува. И годинава е супер што е продолжена. Лани беше 65 километри долгата. Еве за крај, бидејќи лани ја трчаш истата дестинација, за колку часови планираш да ги истрчаш тие 31 километри? Лани ја истрчав за 3:20, годинава очекувам негде околу 2:50 да видам. Ти благодарам на разговорот. А сите оние кои што сакаат да присуствуваат на оваа уникатна и единствена манифестација во Македонија, можат овој викенд да дојдат во Прилеп и да ја проследат оваа трка, односно планинскиот маратон Крали Марко Ултра Трейл. Стефан Петровски од Битола е еден млад ентузијаст, човек кој што е голем влюбеник во својата татковина Македонија и кој што токму поради тоа започнува еден доста уникатен и интересен проект. А тоа е изработка на вебсайт moјроденкрај.com.mk, каде што планира да постави видеа и фотографии од скоро сите, ако не и сите населени места во Македонија, планини, национални паркови, локалитети, реки и езера. Точно. Стефан, добре дојде во Инфорегион. Добро се најдовме. Еве да започнеме како се роди ова навистина интересна идеја за создавање на тој вебсайт moјроденкрај.com.mk, каде што планираш да ги поставиш сите овие материјали за нашата чудесна земја Македонија. Така. Значи идејата не се роди наеднаш. Изминатите години од 2007 до сега сум поминал многу денови низ Македонија, истражував, фотографирав. До сега имам фотографирано повеќе од 20.000 фотографии, направени со многу љубов пред се. И сето тоа што јас го видов со моите очи, сакав да биде и сакам да биде во иднина достапно на едно место за сите нас. За секој еден човек да се ја запознае подобро нашата Македонија. Значи практично ти си влюбеник во планинарењето. Така и се роди оваа идеја за формирање на оваа веб страна. Така. Како што беше, да речам, планинарските маршеви, почетокот, бев многу активен тогаш. Потоа се роди желба по планински села. За сето тоа, во 2014 година да се роди идеја да се направи вебсайт. Воедно името излезе само со цел секој еден човек да има достап до
слики од неговото родно место. И затоа и сајтот е moјроденкрај.com.mk. Фотографии, видеа со дронови, како успеваш сето тоа да го направиш сам? Дали имаш екипа? За сега на терен сум самиот. Помош, логистика имам од мојата сестра, која живее во Мичиген, Америка, и мојот чичко, Драги, од Сиднеј, Австралија. Идејата, проектот го започнавме заедно во 2014. Почнавме чисто како една идеја и искрен да бидам, не мислев дека ќе земи толку замав до сега. И најчесто помош имам од нив, меѓутоа голема помош и поддршка имам од моите другари, пријатели, луѓето кои доправа се запознаваат со мојата работа. Голем дел од нив несебично се нудат за помош и му сум многу благодарен. Која беше првата фотографија, првото место кое што го започна твојот интерес? Па не можам да кажам точно, бидејќи значи јас кога го направив сајтот, има веќе опфатено еден дел и потоа ни беше целта, значи бидејќи сум од Битола и најблиску ми се битолските села, си поставив за цел да ја фотографирам целата општина, која има 65 села. Паралелно со тоа, фотографирав и села од општината, од Прилеп, Новаци, Могила, Кичево, Демирхисар и летото бев во општина Конче, таа е општина кај Радовиш, целосно е комплетирана и таа. Целта ми е да се фотографираат сите 1650 села, колку што има Македонија, вкупно во 80 општини. До сега имам фотографирано околу 120 села и секој едно село добива значи фотографија од дрон, од птичја перспектива. Ги сликам сите верски објекти, цркви, манастири и џамии, архитектура, знаменитости и личности. И сето тоа е на едно место, на мојот сајт, односно на нашиот, бидејќи сепак не сум сам. Страницата е двојазична, македонски и англиски. И се надевам дека со поддршка и помош, нормално, бидејќи не можам ништо самиот, дека еден ден сето тоа ќе биде достапно и реално. И мислам дека ќе успеам во мојата цел, тоа е да поставам еден мост помеѓу сите македонци низ цел свет, со цел барем виртуелно во секој момент да имаат достап до нивниот роден крај. Од сите овие 120 села што до сега ги имаш посетено, фотографирано, дали можеш да издвоиш некое место што оставило впечаток кај тебе, кој што не може да се изгуби од меморијата? Оставил толкава длабока трага. Така, од прва морам да кажам дека тоа е селото Манастир во Мариово. Зошто? Па првиот пат кога бев таму, отидов со цел бидејќи научив дека таму живее, дека има жив манастир и целта ми беше таа, првичната цел. Меѓутоа, како што ги запознав луѓето таму, околината и местоположбата на тоа село ми остави трага што мислам дека ќе ми остане за секогаш омилено место и затоа често пати одам таму, го посетувам и уживам. А се надевам дека откако ќе ги фотографирам и
останатите, дека сигурно ќе имам барем неколку омилени кои ќе можам да ги издвојам. Тука пред малку на компјутерот можевме да видиме заедно видеа каде што се направени со параглайдер. Значи, освен фотографирањето и изработката на овој сајт, друго твое хоби е и летањето со параглайдер. Така. Кое што ти помага нормално во креирањето на ова твое дело. Така. Значи тоа е чисто љубов, хоби. Започнав 2012 година и исто така ми беше желба и цел. Се што јас ќе видам од мои очи, од високо, исто сакав да биде достапно за секој нас, за секој човек, да ја види Македонија од различен агол. Имаш фотографии исто тука направени во сите годишни времиња, во пролет, во есен, во лето, па дури и во зима на Пелистер. Така, на Пелистер и секаде низ Македонија. Да, тешко ли е да се искачуваш по планините под секакви временски околности и услови? За да ја постигнеш таа цел, да направиш фотографија која што ќе го заробете тој момент на времето. Така, значи јас љубовта кон планината ја наследив од мојот татко уште од дете и од 2006 и 2007 кога почнав активно да пешачам, значи досега дали било зима, лето, пролет или есен, јас сум бил, да не речам, на буквално најголемиот дел од нашите планини. Ете, и ќе ги набројам како највисок врв Кораб, Титов врв на Попова шапка, Галичица, Јабланица, Јакупица, Пелистер како мој втор дом, Козјак, Кожув, Осоговските планини и покрај фотографиите од селата, градовите, сакам и планините да бидат на едно место и целта ми е на мојот сајт, односно на нашиот, пак ќе кажам, бидејќи ова е сајт за сите нас. Не го правам јас лично за мене, го правам за сите нас и сакам се да биде на едно место. Тоа и ми е целта. Кога станува збор за изработката на ваков сајт, секогаш тука станува збор за финансиите. Затоа што потребни се пари за да шеташ низ Македонија, да имаш возило, техника нормално и други останати ресурси кои што чинат средства. Како се снајдуваш околу сето тоа? За сега морам да признам дека е малце тешко во тој поглед, бидејќи немам теренско возило, а знаеме и сите дека има голем дел на села, цркви и манастири до кои што не води асфалтен пат. А мојата цел и ветување кон сите е дека ќе бидат опфатени сите населени и раселени места, сите цркви, манастири и џами. Кога ќе имам таква ситуација, најчесто одам пешки, пешачам, или ако имам шанса, одам со мојот велосипед. Ова е за сега. За сега сум подготвен на се и мислам дека за сега е добро. Меѓутоа во иднина без тоа ќе биде многу тешко, бидејќи губам ефикасност и време. Дали си аплицирал можеби како проект до некоја државна институција да го спонзорира се това? Дали општините се заинтересирани, бидејќи сепак станува збор за нивна промоција? Така. А промоцијата знаеме поврзана со туризмот, каде што бенефит имат и самите локални самоуправи. Така. Дали воопшто некој заинтересиран за сето тоа? Во 2014 година дури бев на посета кај сестра ми во Америка, дојдовме до идеја да се аплицира на еден сајт каде што секој еден човек од цел свет, доколку му се допадне мојата идеја и цел, може да донира. Имавме направено кампања. Кампањата беше активна 2 месеци. И со тие пари, помош, успеав
беа точно доволни да се направи веб-сајтот. Бидејќи сајтот не е, мислам, едноставен направен, туку сакав да биде вистина добар, да ги има сите, мислам, опции, затоа и бев, мислам, подготвен на се и сакав да изгледа убаво. Баш тие пари беа точно доволни за тоа. Со помош на чичко ми, на сестра ми, успеав да ја завршам Битола, општината и дел, како што кажав, од сите соседни општини. Во јули месец добив покана и поддршка од градоначалникот на општина Конча. Таја ми беше првата помош, минимална, меѓутоа како за почеток значајна. Во моментот сум активен на полето на општина Адемир Хисар. Градоначалникот покажа интерес, се надевам дека тоа ќе се исплати. Така, дека ќе се, и сега имам план септември, октомври, ноември месец да бидам ангажиран таму, да ги фотографирам сите, буквално сите 45 села од општината Демир Хисар. Потоа планирам апликација до Министерство, до влада, до општини. Најавена ми е помош, односно контакт со лица од македонската обединета диаспора од Америка, исто така и од Сиднеј, Австралија. Така да за сега живеам само во надеж дека нешто во иднина, дека сите ќе разберат целта и значењето на сето ова што го правам, бидејќи ова е за сите нас. И ова сето се надевам дека доколку еден ден успеам да ја исполнам мојата цел, ќе остани за генерации и генерации. Замислете сега сајтот со сите села активни да се гледа, да речеме, после 50 години, 2050, 2060, како што сега би имале приказ на селата како биле пред 40-50 години. За крај, веко, каква е посетеноста на сајтот? И од каде најмногу се има интерес, повеќе од Македонија или повеќе од нашите иселеници во диаспората? Па интерес има од секаде. Благодарение на интернетот. Сите сме на глобално информацијата ете така. Така да мислам дека не можам точно да кажам дали е Македонија, Австралија, Америка, Европа. Исто така една желба, идеја, секоја општина, планирано е и работам на тоа, да добие запис на хартија, односно печатање на книга. Општината Битола, книгата е веќе направена. Монографија некаква за Битола? Монографија со сите мои фотографии што се од сајтот. Значи Битола има 65 села. Книгата со помош на мојот пријател од Скопје, ќе го споменам, Игор, кој ми помогна во дизајнот на книгата. Летото беше завршена и пред еден месец успеав да ја испечатам само во 4 примероци, чисто само да видам како ќе изгледа, да ја понудам. Едната е во Австралија, едната е во Америка и имам две уште кои се во општината, затоа јас сега немам книга за да ви ја презентирам и вас. Книгата има 260 страници, а во неја има повеќе од 1000 фотографии. Само за општина Битола, каде е и Националниот парк Пелистер. Планирано е секоја општина, покрај тоа што ќе биде активна на интернет, на сајтот,
сакам да си добие и печатена верзија и книга. Тоа се надевам дека ќе има интерес од општините, бидејќи сепак материјалот мој, сликите, ќе можат да ги користат во цели, промотивни цели на нивните општини. И ние се надеваме дека и ти посакуваме многу среќа да го оствариш својот сон и еден ден сите овие прекрасни бавини што се околу нас да ги ставиш на едно место, а тоа е на твојот интернет сајт moјроденкрај.com.mk и каде што видина ќе бидат достапни за сите оние кои што сакаат да видат со што располага Македонија. Ти благодарам на разговорот. Благодарам и на вас. Се надевам дека и гледачите ги заинтересиравме со овој твој нов проект и дека веднаш после овој прилог ќе го посетат сајтот moјроденкрај.com.mk и ќе видат за што станува збор. Јавното комунално претпријатие Водовод и канализација од Прилеп започна со еден нов проект, а тоа е чистење на каптажите на старите градски извори, од кои што Прилеп се снабдувал со вода за пиење пред да се изгради регионалниот водовод Студенчица. Овој проект е финансиран од страна на USAID. За овој проект, но и за сите останати инвестиции кои што се во тек, ќе слушнеме од интервјуто со првиот човек на ова јавно претпријатие, господинот Сашо Николовски. Јавното комунално претпријатие Водовод и канализација од Прилеп започнува со проект за реконструкција на каптажите на старите градски извори за вода, со кои што се снабдувал Прилеп пред изградбата на регионалниот водовод Студенчица. Инаку станува збор за проект кој е финансиран од програмата за еколошки развој на USAID. Се работи за 5 извори, кои што се наоѓаат во близина на Вештачкото езеро кај Прилеп, а тоа се изворите Леково, Пашовски ливади, Душници и Пештерица. Нивната издашност во моментов изнесувала некаде од 30 до 70 литри вода во секунда. Сакам да кажам дека партнери се локална самоуправа и USAID, подпишан е договорот, веќе нашиот проект е избран, учествуваа мислам дека 7 проекти, од сите тие проекти е избран проектот кој што го предложивме ние, веќе е извршено тендерирање во USAID, значи одиме по правила на USAID, веќе мислам дека е избран изведувач и очекуваме наредниот месец веќе да започнеме со реконструкција. Тоа фаќа градежни работи кои што треба да се направат на шахтите на тие објекти, на куќарките каде што на времето се вршило хлорирање, во овој момент се така куќарки кои што стојат на тие каптажи, потоа треба да се изврши целосно заградување, замена на оградите, поставување на водомерни шахти со цел да видиме колкава е издашност на тие извори, што значи дека со овој проект и водовод ќе добие доста бенефити, односно ќе се наместат тие водомери кои што се на излез од тие каптажи, кои досега никогаш не се наместени, со тоа ќе имаме еден преглед да ги видиме и загубите и ќе знаеме секој извор колку има издашност. Од овие извори се добиваат околу 10% од водата која што влегува во Прилеп, и таа, според надлежните, била доста квалитетна вода. Инвестицијата на првата фаза од овој проект изнесува $20.000 американски, од кои 50% учествува локалната самоуправа, а додека со 50% учествува USAID. Со проектот би се намалиле и загубите на вода кои што ги имало моментално на тие стари каптажи, а со тоа ќе се намалела и количината на вода која што сега јавното комунално претпријатие Водовод и канализација ја купувало од регионалниот водовод Студенчица. Според податоците кои што ги имаме, кои што ги добиваме од поставените мерачи, околу во зависност од 30 до 70 литри, во зависност од годишното време се добиват од тие извори. И наше мислење, сепак тука треба да се направат анализи, треба да се постават затоа тие водомери. Мислиме дека може да се добие до 90 литри во секунда вода од градските извори. Со тоа се намалува некаде за 15 до 20% фактурата која што плаќаме на Студенчица и мислам дека некаде на годишно ниво повеќе од $1.000.000 би се соштедиле на годишно ниво. Тие пари секако може да се вложат во нови линии, во нови инвестиции, што не се малку пари за водовод и канализација. Водовод и канализација Прилеп моментално работи на уште еден друг капитален проект за градот, а тоа е изградба на минор корито на градската река во нејзиниот горен дел. Овој проект се реализира со средства кои што беа наменети за првата фаза на реконструкција на канализационата мрежа.
Се утврдило дека на одредени делници канализацијата влегува директно во минор коритото на градската река. И тоа било мотив водовод да го искористи овој момент како аргумент Европската Унија да дозволи до искористување на средствата за изградба на тоа минор корито, за да не доаѓа понатаму до излевање на реката и оштетување на канализацијата. Според динамиката на работа, проектот требало да заврши до крајот на октомври. Исто така се работело и на повеќе други проекти. Првично се предвидоа 400 метри, но сепак во зависност од средствата може должината да се зголеми. Исто така се предвидено е чистење на градската река во горниот дел под градскиот базен, значи да направиме докај што има средства да се направи минор корито, а на другиот дел веќе да се изврши едно добро чистење со цел да не доаѓа до наригување на материјал од горниот дел кој што понатаму доаѓа и во градското подрачје и е еден од главните фактори за одредени поплави кои што се јавуваат во град Прилеп при поројни дождови. Проектот втората за градската сепак тоа го работат колегите од PIU-то, односно од Европската делегација и од Министерството за животна средина, али мислам дека околу 300.000 евра. Продолжуваме ние со реализација на оперативните планови кои што ни се изгласани преку Советот и преку Управниот одбор. Вршиме редовно реконструкција на одредени улици на водоводната мрежа. Повторно се насочуваме на оние улици каде што се гради канализационата мрежа од проектот за реконструкција на канализационата мрежа со цел да извршиме искористување на одредени градежни работи кои што се на терен. Моментално се спремаме сега да работиме улицата Београдска, дел од краци од улицата Београдска, потоа нешто на улицата Цане Кузмановски, значи оние околу 7 километри водоводна мрежа веќе го работиме. Имаме проект за набавка на пескара за потребата на водомерната работилница, тоа е некаде проект набавка околу 3 милиони денари и некое возило. Исто така претходно набавивме една нова цистерна, мини цистерна за одзатнување на канализациони цевки, сепак и тука треба да се насочиме, бидејќи со реконструкцијата и со изградбата на новата канализација, Прилеп доби, односно моментално има околу 50 км, до крајот на проектот ќе има околу 72-3 км нова канализациона мрежа, таа канализациона мрежа која што мора да се одржува и во тој дел, во одделението канализација, мора што повеќе да се вложува, пред се во техничкиот дел, се со цел да успешно да можеме да ја одржуваме и таа канализација. Значи, ако досега имавме околу 120 км или 150, веќе за 50% работата во тоа одделение од водовод и канализација е зголемено. Замената пак на канализационата мрежа во Прилеп е веќе во својата втора фаза. Во првата фаза беа заменети околу 25 км канализациони цевки, а во втората фаза треба да се заменат 45 км канализациони цевки. Ова е дел од големиот проект за изградба на пречистителна станица во Прилеп кој веќе е во тек и кој ќе чини околу 25 милиони евра, од кои 9 отпаѓаат на изградба на самата пречистителна станица, а 16 милиони евра на замената на канализационата мрежа. Кога станува збор пак за канализацијата, тука постојано се јавува еден од горливите проблеми со кои се соочува Прилеп, а тоа е што кога ќе заврнат поројни дождови, одредени делови на градот постојано се поплавуваат поради несоодветната канализација. Од јавното комунално предпријатие Водовод и канализација велат дека тоа е поради тоа што во одредени делови се уште постоело мешање на фекалната со атмосферската канализација. Граѓаните пак се прашуваат дали новите канализациони цевки ќе ги стопираат овие поплави. Тука мора сите граѓани град Прилеп да разберат дека овој проект е за изработка на фекална канализација, што воопшто нема допирни точки или има 2-3% допирна точка со атмосферската канализација. Во град Прилеп има добро развиена атмосферска канализација, има добри колектори,
дел од проблемите кои што настануваа беа од наригуваноста каде што влегуваат во градската река. Значи градската река е реципиент на сите дождовни води кои што паѓаат на територијата на град Прилеп. Веќе работиме на одзатнување на тие колектори, веќе се работи во горниот дел и во долниот дел на реката од страна на локалната самоуправа се врши чистење, одзатнување на одредени колектори. А главниот проблем настанува со фекалната канализација бидејќи кај голем број на граѓани нема разделеност помеѓу атмосферската и фекалната канализација. Ќе дојде ден, односно тоа мора да се случи многу брзо доколку сакаме да функционира и пречистителната станица, да се изврши разделување на фекалната од атмосферската канализација во самите домови кај граѓаните. Имено, во иста шахта се внесени и олуците и сифонот кој што е во дворот, тоа мора да се раздели, бидејќи имаме ние поплаки дека новата канализација е со мал профил, значи фекалната канализација мора да работи по мал притисок и таа мора да биде со тие профили. Значи секаде во светот, сепак е ова европски проект, за да ги добиеме парите мораше да работиме по европски стандарди. Значи цевките, диаметар на цевките сосема задоволува, али пак ќе повторам само за фекална канализација. Додека во таа фекална канализација не треба да има воопшто инфилтрирање на атмосферски води. Во овој случај имаме ни атмосферски води инфилтрирано и бидејќи диаметрите не се големи, доаѓа до излевање на одредени при поројни дождови, доаѓа до излевање на одредени канализации. Но сепак, ова разделување на фекалната од атмосферската канализација кај сите индивидуални корисници во Прилеп е доста скап проект и за сега нема никакви најави дали тој би започнал да се реализира во блиска иднина. Пред неколку денови свечено беше пуштена во употреба новата спортска сала во основното училиште Добре Јовановски во Прилеп. Инаку ова е четврта спортска сала која што се гради во овој град за само неколку години. Исто така пред неколку денови во кругот на гимназијата Мирче Ацев беше поставен камен темелникот за изградба на ново тениско игралиште. Според локалната самоуправа со овие инвестиции значително се подобрува спортската инфраструктура во градот. Во Прилеп свечено беше пуштена во употреба новата спортска сала во основното училиште Добре Јовановски. Салата е инвестиција на Министерството за образование и таа чини 42 милиони денари. Оваа сала е од големиот тип на сали со трибински простор за околу 500 гледачи. Инаку, ова е четвртата спортска сала, која се изгради во Прилеп во последниве неколку години. Отворивме четвртата спортска сала во градот Прилеп од проектот 145 спортски сали, со што со денешнава 57 спортски сали од овој проект се веќе комплетно изградени и пуштени во употреба. Станува збор за инвестиција од над 28 милиони евра, кои што владата на Република Македонија досега ги има инвестирано во реализација на овие проекти, односно изградби на овие спортски сали. Навистина сум многу задоволен и среќен за тоа што оваа спортска сала ќе ги задоволи потребите на училиштето, но истовремено спортската сала ќе може да биде користена и од граѓаните во рамки на слободните спортски активности. Така да на еден начин продолжуваме со она што го реализираме како ветувања и реализација на проектите кои што како влада ги најавивме во изминатиот период. Од локалната самоуправа истакнаа дека денешниот ден, кога се слави и патрониот празник на училиштето Добре Јовановски, е значаен ден затоа што за прв пат од постоењето на училиштето тоа добивало спортска сала, која освен учениците, неа ќе имале можност да ја користат и сите граѓани на Прилеп, а особено оние од населбата Тризла. Со овој спортски објект не добива само училиштето, добива и град Прилеп, бидејќи покрај часовите по физичко воспитување, тука ќе се одржуваат и бројни надпревари, ќе можат да го користат бројни клубови од градот, а исто така и голем број на спортски ентузијасти. Да напоменам и тоа дека ова сала има посебна големина во градот Прилеп, бидејќи станува збор за мешано училиште на ромско и македонско население, односно дечина и од ромска и од македонска националност кои што учат, со што покрај спортските активности во поголема мера уште повеќе ќе се подобрува квалитетот на соживотот во нашиот град, кој што представува пример на ниво на Република Македонија. Според општина Прилеп, со големите вложувања кои се случиле во изминатиот период во изградбата на спортски сали, фудбалски терени, повеќе наменски како и тениски игралишта,
Прилеп полека станувал еден од градовите со најдобра спортска инфраструктура во државава. Потврда за ова било и тоа што пред неколку дена во дворот на гимназијата Мирче Ацев во Прилеп започна изградбата на единечен тениски терен. Инвестиција на Агенцијата за млади и спорт вредна 6 милиони денари. Само во последниве неколку години во општината Прилеп само преку Агенцијата за млади и спорт се инвестирани некаде околу 40 милиони денари за изградба на 2 фудбалски игралишта за голем фудбал, едно повеќе наменско игралиште токму тука во гимназијата Мирче Ацев, еден тениски терен во основното училиште Гоце Делчев и секако за изградбата на овој тениски терен во гимназијата Мирче Ацев. Јас очекувам овој тениски терен да биде готов за некаде околу 3 месеци. Вкупната инвестиција е околу 6 милиона денари, инаку тенискиот терен е дел од проектот за изградба на 120 тениски терени во целата држава. Ќе биде современ, модерен тениски центар кој што практично ќе ги исполнува условите на АТП за одигрување на меѓународни надпревари, ќе има тврда акрилна подлога и јас верувам ќе биде вистинско место за забава, спорт и рекреација на сите прилепчани. Последниве години во гимназија се постигнуваат врвни резултати во разни области, меѓу кои и областа спорт. Сето тоа се должи покрај работата на учениците и професорите и на инвестициите кои се случуваат во гимназијата, со кои што во голема мера се подобрува условите за работа на самите ученици и професори. Инаку во областа на спорт последниве неколку години се реконструира спортската сала, се отвори нова фитнес сала, се изгради повеќе наменско игралиште и еве денес започнуваме со отворање на започнување со работа за отворање на ново тениско игралиште. Сите овие проекти, инвестиции во голема мера ќе подобрат состојбата во гимназијава и ќе создадат подобри услови за спортско усовршување на нашите ученици. Кога станува збор пак за образованието, во населбата Сточен пазар во Прилеп се постави камен темелник за ново основно училиште, кое ќе имало 3 училници, инвестиција која чини 11 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на локалната самоуправа. И полека стигнавме до крајот на 10-тото издание на емисијата Инфорегион. Со нови содржини и со многу поинтересни теми се гледаме наредниот четврток. Довидување.